Добро вечер, дечки. Денеска зборуваме за колебање. Зашто се колебаме? Што сакаме да постигнеме со колебање? Ништо. Ама ќе објаснам зошто и од каде потекнува. Океј, сите во некои моменти од нашиот живот се колебаме, некој се колеба повеќе, некој се колеба помалку, некој постојано. И се ќе објаснам зошто и од каде доаѓа колебањето. Чисто како за загревање за таа тема, сум се запишал уште некои работи дека што сакам да ги на некој начин да ги продискутирам поврзано со тоа што зборевме минатиот пат. Видите, ако збориме за минатиот пат зборевме за проблеми и за креирање на добри проблеми, не за креирање на лоши проблеми. И како со креирање на добри проблеми човекот може да успее во животот затоа што ќе најде решение за тие добри проблеми. Не треба да креира добри проблеми и треба да најде решение за тие проблеми. Знаете, некојаш во животот имаме работи кои што не стопираат и се во нас. Некои несигурности се длабоко во нас всадени веќе. Зошто? Поради тоа што имало од кој доаѓале тие несигурности, затоа што ќе зборувам дека дадени луѓе, дадени карактерни особини на дадени луѓе околу нас предизвикуваат кај нас особено колебање. Но пред да зборувам за тоа, сакам само да дам некои поенти, чисто затоа што знам дека повеќе луѓе ќе се приклучат, па да да ви дадам некои интересни поенти кои што ги размислов. Зборувавме минатиот пат за проблеми, колку е на некој начин неодговорно човекот да чека проблемите него да го нападнат, нели? Неодговорно е. Фактички, што е неодговорноста? Неодговорноста е неволност човекот да креира простор и кога имаме човек кој што ќе се повлече, кој што е во страв, кој што е тажен, кој што е жртва, па еве, затоа што ќе зборувам и ќе го поврзам на некој начин и со состојби како што се поттиштеност, некој, се наоѓа у некоја состојба каде што има некоја депресија и така натаму. Тоа е помал простор, нели? Просторот му е ограничен, просторот е намален, просторот е скусен на некој начин. Но зошто ни се скусува просторот е прашањето? Зошто ние не креираме проблеми? Затоа што ако го искреираме проблемот, ќе го трнеме просторот, ќе го освоиме просторот, зашто ќе трнеме нешто од нас. Проблемот кој ќе го искреираме, почнуваме да живееме, ама мораме да го решиме тој проблем за да бидеме одговорни, затоа што не е идејата само да ги искреираме проблемите, мораме да ги решиме проблемите во насока на целта. Но луѓето не сакаат да креираат проблеми, баш заради тоа што имаме во нашиот ум веќе воспоставено систем на контрола дека ние не смееме да искреираме некаков проблем и дека проблемот, гледате, дури е окей, е нешто кое што е негативно и кое што е нешто кое што е лошо, но има конструктивни проблеми, тоест ја би рекол препреки кон совладување на целта, ако така ги дефинираме како проблем. Но ако постојано имаме околу нас луѓе кои што секогаш не учеле дека не смееме да сгрешиме, дека грешката е лоша, дека катастрофално е да сгрешиме, дека тоа е погрешно и така натаму, точно има погрешни работи кои што тежнееме да не ги направиме, но зошто е лошо ако човекот сгреши? Ајде ако размислиме. Што е проблемот ако некој човек проба у животот да, не знам, сака да почне свој бизнис и можеби точно е, не знае најмногу или можеби не бил на семинари, на курсови, ама сака да проба. Ќе научи работи. Секако при тоа можеби ќе се мотивира да научи многу повеќе од кога би седел дома и би стагнирал на едно место и ништо не би правил. И сега, фактички, гледате, кога ќе тргнеме да решаваме многу проблеми, луѓето околу нас на почетокот нема да веруваат во нас, затоа што го одбираме својот пат. Сум зборел ова, можеби малку сум досаден на оваа тема, ама ми е важна да ја зборуваме дека кога ќе тргнеме да ги решиме нашите проблеми, да постигнеме целта, ние поминуваме низ некој, знаете како низ некој тунел, каде што ќе се види светлото на крајот на тунелот, ама на почетокот има темница. Сега, у таа темница
најблиските ќе те стопираат, најблиските ќе сакаат да те разубедат. Зашто? Затоа што ти сакаат сигурност, ти сакаат безбедност у целата таа структура, ма зборувавме у претходните лајмови дека таа безбедност, таа сигурност уствари не става во состојба на стопираност. Сега, ако ние тргнеме некаде и ако имаме внатрешни гласови кои што, ајде да речам, не стопираат, немој да одиш, пази, внимавај, од каде се дојдени тие гласови? Тие гласови не се дојдени од нигде, тие се дојдени од тато, од мама, од баба, од дедо, од пријателите, особено некој кој што сакал да не направиш грешка, некој кој што сакал да те заштити. Така да колебливоста на човекот доаѓа од тоа што нема храброста да биде сигурен тој. Гледате, колебливоста на човекот доаѓа поради тоа што човекот нема храброст да знае. Човекот не сака да знае. Зошто? Затоа што ако знае, ќе греши, ако знае, ќе трне напред и ако знае, може да направи некоја белја во неговиот живот. И кога ќе направите некоја белја во животот, тогаш подобро да ја коригираме таа белја и да продолжиме да креираме повторно живот. И како споредна работа на креирање на живот, некој човекот креира белја. Како споредна работа. Има некој кој што главно мото му е да креира белја. Не, на нас главно нешто ни е да креираме живот и да креираме цели, да креираме успех. И споредно, како дел од тоа некогаш се случува човекот да искрира некоја белја, да искрира нешто што е несакано, ама продолжува понатаму. Имам цел концепт овде како што сакам да ви го зборувам, но ќе почнам со еден многу интересен податок зашто човекот се колеба и што е у суштина колебливост и од каде доаѓа состојба на колебливост. Вика, кога човекот, ова е од Хабарт еден цитат, вели, кога човекот е соочен со супресија, зборот супресија значи некој да те притиска надале, зборот супресија значи да не можеш да посегнеш, зборот супресија значи да те стопира некој во твоите намери. Супресија, надоле те бутка. Зборот суп значи надоле, а пресија е притиска. Фактички тоа се тие енергетски вампири. За карактеристиките на супресивната личност имаме направено многу лајвови и ве упатувам да го гледате тој од 25 април минатата година, каде што зборувам за карактеристиките на супресивните личности. Исто од Хабарт и вели од тие 12 карактеристики, ако има човекот повеќето од пола, од тие карактеристики спаѓа во таа група. И вели, кога човек е соочен со супресија, без разлика дали е фактичка супресија која што постои во неговиот сегашен момент, или е мината супресија која што е реактивирана во сегашниот момент, тој се соочува со контрапостулат. Гледате што е контрапостулат, е нешто кое што ди контра нас. Значи, контра нас, нешто кое што ди контра нас. Ние сакаме нешто да направиме, од другата страна имаш некој човек кој што иде контра тебе, кој што цело време те негира, кој што цело време те побива, кој што цело време ти кажува дека не си окей, дека не си управо, дека не можеш, затоа што ти имаш некоја идеја и од другата страна имаш контра идеја. Нема да успееш, не те бива, глупости правиш и така натаму. Цело време нешто кое што иде контра тема, ма постојано. Знаете, имате луѓе кои што главното мото у животот име да стопираат некои луѓе, особено добрите работи кои што луѓето ги прават, тие не стопираат негативни работи, они стопираат добри работи и тие луѓе предизвикуваат супресија врз луѓето, така? Затоа што ако ти се почувствуваш несигурен во некоја околина, веројатно има причина, твоите сензори предпоставувам дека се доволно добри за да сватат дека во таа околина кога ќе дојдеш и сакаш нешто да кажеш, ќе се соочиш со од другата страна контраудар. Гледате, ако некој на некого му удри шлаканица или му удри тупаница или што и да, исто е на ментално ниво, ако имате некој кој што постојано те коригира, постојано те исправува, постојано прави дека не си ти управо, тога што се случува, човекот почнува да станува сомнителен, да се сомнева во самата своја собствена идеја што треба да каже. Замислете, имате некој маж и жена и доаѓа мажов и го гледате како се гледаат луѓето кои што се супресирани. Ке го видите во несигурниот од, во немањето на свој простор, во потиштеноста која што човекот ќе изрази. И се замислете, може имате ваков пример, ќе ви дојде на некоја прослава, некој пар каде што доминантна е женава. Сте виделе во некоја фамилија ќе имате некоја жена доминантна
и ќе дојде со својот си маж и ќе си седнат на слава или на роден ден и ја мажов сака нешто да каже, пуп, ете ти го тој што го цензурира, значи жена му, од другата страна, ама доста сега немој ти такви работи, ајде доста сега не збори за тоа, ајде сега доста не збори за ова, ајде сега немој ти за ова да збориш, и кога го видите тој човек, дека во суштина станува после тоа малку колеблив, станува несигурен, почнува да бара одобрение од кого? Од тој кој што го супресира него. Значи, што се случува? Во нашиот живот, ако имаме луѓе кои што идат цело време со контранамери, контрапостулати на нас, видите, и се објаснува понатаму, вика, еден проблем е постулат, контрапостулат или намера, контранамера, која што резултира во неодлучност, вика, првата манифестација и првата последица на еден проблем е неодлучност. Гледате, така да вика, човекот, кога се наоѓа во таква ситуација, да се наоѓа околу човек кој што постојано го контролира на негативен начин, го супресира, тој ќе почне да доаѓа во состојба каде што е цело време заглавен во колебање. Да идам десно, да идам лево. Да идам право, да идам назад. Да одам ваму, да одам на другото место. Он не знае што да направи, зошто? Поради тоа што е закочен. Гледате, зошто човекот е закочен? Поради тоа што има он своја идеја, ама од другата страна има нешто кое што е контра него. И кога имате нешто кое што иде во еден правец, од другата страна имате нешто постојано кое што иде во другиот правец, што ќе се случи? Ќе се случи застој. И гледате, колебањето е застој на енергијата. Колебањето не е тек на енергија. Гледате, сигурноста е тек на енергија. Гледате, може да имате човек кој што е 70% сигурен за нешто, ама 30% не е, ама тој зашто е 70% сигурен, тој ќе оди во дадена насока. Ама човеков е 50% сигурен, 50% несигурен, тоа резултира во целосно колебање и резултира во стоп. Така да гледате, имате некој човек кој што сака да направи нешто и ги има своите намери да направи нешто. Сака он да искрива проблем во животот, има само доверба и сигурност, само другата страна, немој. Глупости. Зашто тоа го правиш? Ма како сега така? Ма ајде, нема врска ова. И кога ќе видите некој човек, ама многу често се споени тие два лика. Еден е доминантен, другиот е несигурен. Едниот е доминантен, другиот не е несигурен. Ќе видите мажот доминантен, женава несигурна. Ќе видите женава доминантна, мажот несигурен. Ами некојаш се викаш, овие си ги бараат ли таквиве партнери? Можда подсвесно, нели? Затоа што можда женава што избрал мажот е фактички мајката која тоа му го правила цело време во неговиот живот. Затоа што ви текнува дека зборевме дека умот снима слики. Може би кај него е снимено дека мајка му цело време го кочала. Мајка му цело време го кочала. Мајка му предизвикала некоја мала супресија кај човекот и он станал вика несигурен. И затоа што станал несигурен самиот тој, на него сега му треба сигурна жена. Доминантна жена му треба. Некоја што ќе го води. Зошто? Зашто е колеблив. И сега мајка му цело време го супресирала, цело време му одела контра, го направила овој колеблив. Зашто? Зашто не сме да сгреши. Ме разбирате? Во основа, пак ќе кажам, најголемото зло за акцијата и слободната креација е стравот дека ќе утнем работата и дека ќе сгрешиме. И сега, може би имало некои луѓе кои што само биле во страв и не сакале да грешиме. Океј, ќе кажам што се случи. Не биле супресивни, не мислеле да не стопираат, не мислеле да не срушат. Иако знаете, никој нема да ви каже дека искрено иде да ве сруши и да ве стопира. Треба само да бидеме малку мудри и да препознаеме кој во животот цело време стопира луѓе и цело време ги кочи луѓето. Ме разбирате, цело време ги критикува луѓето, цело време ги омаловажува, цело време ги спушта под него. Тој има шанси да биде енергетски вампир. Видете ги карактеристиките за кои што сум зборал честопати. Но што се случува кога човекот е доминиран од друга личност? Он обично станува неодлучен. Обично станува колеблив. Обично станува несигурен. И ќе ви објаснам зошто. Ајде да ги поврзем ова со ние претходни лајвови. Затоа што човекот кога е премногу доминиран од друга личност која што е доминантна и која што сака да има целата контрола во своји раци, кој што сака да биде на некој начин е кочничар за сите
позитивни работи, за сите желби, за сите иницијативи. Гледате, човекот покрај доминантната личност која што постојано сака да доминира, многу ретко ќе има иницијатива. Гледате, зборот иницијатива значи да немаме колебливост. Ако човекот нема иницијатива, мора да има нешто каде што сака на другиот човек да му даде право да одлучи за него. Затоа што ако човекот се колеба, он дава право некој друг човек да одлучи за него, затоа што гледате, во овој универзум мора да имаме одлука. Мора да тргнеме. Не можеме да седиме на место. Ако седиме на место, тогаш некој ќе не поведе, некој ќе не понесе, некој ќе одлучи за нас. Болje да сме ние тие, ама зошто не сакаме да одлучиме? Зошто? Поради тоа што такви премногу доминантни луѓе кои што ни исплашиле за грешките, последиците, казните, затоа што со такви луѓе све е казна. Аз грешиш, не ти прави муавет. Аз грешиш, намќоре 3 дена со тебе. Аз грешиш, лекции ќе ти држи, не знам, за да не сгрешиш пак и така натаму. И сега ти си викаш, дај болje да не грешам, затоа што да сгрешам е опасно, затоа што ќе имам последици. Нема да имам љубовта, нема да го имам допаѓањето од другите, од таа личност, да кажеме конкретно и така натаму. И ќе видите многу често во фамилијите е така, имате некој доминантен лик и другиот лик се прилагодува на доминантноста. Зошто се прилагодува на доминантноста? Затоа што знае пусти јаден и тој два остри камена, нели? Едниот мора да е ост, другиот да е тап, за да има барем некаков тип на хармонија. Човеков се прилагодува на остриот камен, ама фактички прилагодувајќи се за остриот камен, отупуеме, да знаете. Е баш така е. Отупуваме затоа што имаш ост камен околу тебе. И зошто? Затоа што ако има два остри камени, цело време ќе има проблем, другиот човек си вика за да го да амортизирам доминантниот карактер и острината на ликот кој што е до него, он ќе стане толку многу мек, толку многу прилагодлив. Гледате, он е толку многу прилагодлив на околината да не може он да иницира промена во околината. Ако он е премногу прилагодлив, он не може да иницира промена во неговата околина. Ама зошто луѓето се прилагодливи толку многу? Може би е таков карактер, не викам дека не, но многу често луѓето стануваат премногу прилагодливи и стануваат надвор од својот центар, надвор од својот идентитет, затоа што имаат некој човек околу нив кој што е преоштар. На скриен или отворен начин, предоминантен, кој што он све знае за него што е најдобро, кој што он све знае како другиот човек треба да прави. И што се случува со другиот човек? Другиот човек ја губи контролата кој што самиот ја има и почнува да се колеба. Зошто се колеба? Поради тоа што знае дека у моментот кога ќе излезе некоја иницијатива од него, ќе го снајде контра иницијатива, ќе го снајде нешто кое што е контра него. И сега човекот за да не иде у контра, затоа што не идеме ние како луѓе, како социјални битија да се контраме, да се расправаме, кој сака да губи време у расправи, ние ќе го отстапиме просторот на доминантниот човек. Ама како го отстапуваме просторот на доминантниот човек? Отстапувајќи ги од луките. Интересно, размислете, како го отстапуваме просторот на доминантниот човек? Отстапувајќи ги од луките. И ако човекот ја отстапи од луката еднаш, 2 пати, 3 пати, 5 пати, потоа оди во насока на колебливост, затоа што си вика, ако ја донесам оваа одлука, што ќе се случи со последиците од тој човек? Што ќе се случи со тоа што он ќе каже? Дал смеам јас? Дал ми е дозволено ова да го правам? И гледате, секојаш кога имате многу доминантни луѓе, само, знаете, не сите доминантни луѓе се супресивни личности, сакам да го потенцирам тоа, мора да го гледате лајвот кој што го имам направено на таа тема, има точни карактеристики, но ако ги имат, и станува збор за баш оригинален енергетски вампир, тогаш човекот околу тој човек има големи шанси да биде колеблив. Зошто? Затоа што нема да му е дозволено на него да биде причина. Гледате, околу такви енергетски вампири, супресивни личности, луѓето со облично ефект на нив. Е сега, човекот кога е ефект на некој друг човек, тогаш станува колеблив, затоа што не може да е причина. Гледате, уствари умот
треба да сме до таа фаза дојдени да сакаш да направиш нешто, имаш некоја идеја, едноставно тргаш напред да пробаш да ја направиш таа идеја. И целата идеја е, окей, што ако сгрешиме ништо? Знаете од каде ни доаѓаат леле катастрофалните работи за сгрешување баш од луѓе. Гледате колку интересно е. Ај размислите во вашиот живот. Сте имали ли некојаш луѓе кои што ќе направиш нешто, ќе сгрешиш, овој ќе ти рече добро бе, голема работа. Ајде бе, ќе се кренеш на нозе, стани и така натаму. И гледате, околу тој човек ти немаш проблем да грешиш и да имаш иницијатива. Арно, ама ќе доеш дома или некаде, не знам, со друг пријател кој што е таков или на работното место ги имаш, може би не да Боже шефот кој што е таков, и што се случува таму? Гледаш, таму ти си узгрчена состојба. Твојата животна енергија не е слободна да креира, таа е згрчена. И животната енергија која е згрчена, тогаш мислата е згрчена. И кога мислата е згрчена, човекот нема иницијатива. Затоа што е згрчен. Ама од што е згрчен? Згрчен од последиците на неговите акции. Зошто е згрчен од последиците на неговите акции? Поради тоа што околу него има човек кој што ќе му окачи на глава секоја грешка која што и ќе ја направи. Или, можеби, гледайте, можеби има доминантна жена која што не е енергетски вампир, едноставно сака многу да контролира работи на границите на енергетски вампир, ама не е енергетски вампир, затоа што нема 7 од 12 карактеристики, има 4 или 5, ама мајка му можеби била. Можеби претходната девојка негова му била. И сега он е така, веќе во умот му е останата таа програма на контраидеја. И што се случува кога некој цело време ќе ве стопира, мајка му можеби почината е, ама незините контраидеи на него, секоја маловажување е контраидеја, секоја критика е контраидеја. Ако ги речем контранамера, контраидеја, не мислите кој знаеш ода е тоа критика, инвалидизација, обезвреднување, тоа е контра тебе, контра твоето битие. И кога ќе останат тие мемории од гласот му на мајката, гласот му на татко му, кој што он све не знаел за татко му, он све е катастрофа за татко му никогаш не го гуштал, татко му никогаш не го бацил, цело време го инвалидизира татко му и така натаму, и се татко му е останат во неговиот ум. И он ќе излезе да ја поправи колата, ама не знам, ќе отиде кај некој мајстор кој што ќе му наплати поскапо или што иде, зашто татко му цел, ама не знаеш да отидеш на мајстор, не знаеш да одбереш, не знам, поволна цена, ништо не знае. Зашо? Ништо не знае. Зашто ништо не знае? Зашто татко му све знаел. И сега он е до толку да ништо не знае, да иако татко му не е жив, на него му останала меморијата од таткото, и он кога ќе ја направи грешката, меморијата од таткото во форма на контрамисла во неговиот ум се активира. Гледате сега, интересно стана, барем за мене. Едно е да имаш луѓе околу тебе кои што те доминираат. Зошто оставаш да те доминираат, тоа е прашање кое што ти треба да си го одговориш искрено. Зашто никој човек нема моќ ако ти не му ја дадеш. Луѓето се плашат да ја преземат моќите у своји раце затоа што има оштар камен од другата страна. И они сакаат да бидат тап камен. Ама тап камен во овој случај значи тап ум и значи дека окей, ја нема да правам ништо у животот, зашто? Затоа што мојата референтна точка веќе за мојот живот станува некој друг човек и ја не гледам директно на животот, туку гледам низ призма на што другиот човек ќе каже, дал другиот човек ќе одобри и дал ќе направам грешка. И ако човекот цело време се плаши да направи грешка, прашајте го тој човек што цело време се плаши да направи грешка, од кој му е уште страв да не сгреши? Може татко и мајка му не се више живи. Него му е уште страв од нив да не сгреши. Мртви се луѓево. Уште му е страв да не сгреши од нив. Затоа што толку е потиснат. Зошто? Затоа што кога ќе потиснете еден човек во неговиот свет, во неговиот универзум, потиснатото човече има мисли и негативни енергии во својот ум кои што ќе продолжат да го контролираат. Ама не потиснатиот човек кој што има своја идеја, кој што има своја храброст, не остануваат тие глупости во умот од некој друг човек кој што сакал цело време да го стопира, критикува, инвалидизира или омаловажува. Зошто? Затоа што имал храброст да биде. Ама храброста да биде значи да освоиме простор. Ама ако не ќеме да бидеме,
И ако сакаме да се повлечеме како резултат на притисок од некој енергетски вампир, кога ќе се повлечеме од нашиот простор, во тој повлечен простор, почнуваат да се ствараат мемории, мисли, негативни работи кои што остануваат за жал цел живот. Татко му и мајка му се умрени, ама во него се останати машините умствени кои што се уште му кажуваат дека е за никаде, кои што се уште му кажуваат дека не го бива, кои што се уште му прават умствен проблем, иако нив долго време ги нема. И он, затоа што е веќе научен на тој шаблон, гледате, он сега мисли дека он е таков. Не е таков. Он не е тоа. Он е надвор од својот идентитет. 100% надвор од својот идентитет. Ама, гледате, он се тргнал од својот идентитет, станал нешто друго, станал некој кој што ќе ги одобрува луѓето, за да нема проблеми, за да не биде, за да не може никој да му вика. И што се случува, ќе се најде таков брачен партнер. Зашто? Станал зависен веќе од некој да одлучува за него. Станал зависен. Видите, станал зависен од некој друг да го води. Зошто? Затоа што си го оддал својот контролен центар. Како го оддал својот контролен центар? Ја оддал одговорноста. Знаете како се оддава контролниот центар? Тоа сме ние. Тоа сме нашиот идентитет. Знаете како се оддава? На тој начин што ќе пуштиме одговорноста. А што сакам да кажам да ја пуштиме одговорноста? Да не донесуваме одлуки за нашиот живот. У моментот кога човекот ќе си ја пушти одговорноста за својот живот, за тоа што го сака, за тоа што сака да биде, за креирање на собствени проблеми во собствената игра, он го пушта центарот на неговата контрола. И кога ќе опушти центарот на неговата контрола, он мисли дека е неодговорен. Зошто мисли дека е неодговорен? Затоа што му го ставиле тоа у глава. Кој? Енергетскиот вампир. Енергетскиот вампир секогаш ќе ти утови у глава дека не си одговорен. Секој еден од вас на овој лайф кој што има идеја дека не е одговорен, да се го избриште тоа од вашиот ум. Не викам дека сме одговорни за све, ама ако човекот постојано мисли не сум одговорен, јас сум неодговорен, јас сум неодговорен, јас сум неодговорен, ја ви гарантирам, ќе најдам човек во вашиот живот кој што многу почесто отколку што требал и неоправдано цело време те окривувал дека не си одговорен. А не морал ли да те окриви дека не си одговорен? Доволно било само ти посочи дека грешиш, дека не те бидува, дека не знаеш, затоа што сето тоа е синоним за одговорност. И човекот на тој начин вика, дај, јас не сум одговорен за мојот живот, ја не знам како да живеам, дај да дадам одговорност на некој друг. Ама ти кога ќе пуштиш воланот од твојата кола, тој до тебе сакал некој да ти го фати воланот. Зошто? Затоа што ти не го возиш. Затоа што ти не го возиш. И човекот станува колеблив. Како станува колеблив? За све станува колеблив. Се враќаат мажов и женава од Грчка или од каде и да е, и се редат на линија, нели, за на граница. И се има многу линии. Арно, ама, мажов ќе влезе у некоја линија и женава ќе му каже, абе, ја утна линијата, види, ја утна линијата. Се одбираш таа линија која што е најспора. И се овој си вика, ле, добро, ај сега да не се расправам, добро. И сега он се ќе излезе од таа линија која што влегол, гледайте. Се он за да ја задоволи неа, се вика само да не ми збори, се киде у некоја друга линија, у друга колона. И ја гледа некоја колоничка, таму е малку, две коли има побрзо шос. И онда ја задоволи неа, ај киде у другата колона, ама таа друга колона забелја, па станува поспора после тоа. И еве тие жена, абе, па ја утна колоната, види го. Па ја утна колоната. Зашо ја утна колоната се? Затоа што, не знам, ете, сакав така да направам добро, не направив добро. Аман бе, цело време, нема еднаш да ја погодиш колоната. Све која возиш ти, све ја утнеш колоната. Па добро да возиш ти. Аје се ја ќе возам, вози ти. Нареден пат, па се враќаат од одмор. Пак истата сцена, гледате се што се случува. Он доаѓа на граница, на него више му е стресно. Се вика, у која колона да влезам се? У која да ја фатам линијава? Која редица да ја фатам за да стигнам на време? За да стигнам прв?
И сега гледа кој од тие колоните е најпразна, да иде таму, не гледа околу него дека има коли, абе тој судар ќе направи. Се тепа да влезе у некоја колона која што е 10-та таму и ќе направи некоја белја, ете го, види, абе ќе не отепа, абе ќе не отепаш за колонава да ја најдеш која е најбрза. Не може да ја задоволи. Ме разбирате? Океј. И сега петиот пат доаѓаат на граница и сега он како се приближува на граница и вика: ајте молам ти кажи у која колона да идем. У која колона да идем се? Се колеба човеков, а? Се колеба. Не знае која колона да фати. Која колона да фати? Ја праша која колона да фати. Гледайте до кај дошло. Не може да одлучи у која колона да застане на ред. Затоа што проблем е ако го сгреши редот за у колоната. Не збориме за покрупни работи. Колонава ќе ја утне. И се доаѓа пред граница и вика: слушај, одбери ти у која колона. Истоев пример што го зборивме, дечки, со сопругот и сопругата си купиле станче. Ама имаат доминантни родители. Или двајцата или едната од нив, може девојка има доминантни родители. Или мажов има доминантни родители. Кој да е? Не сме да сгрешат. Абе, ќе ги викнат со нив у Икеа, ќе ги викнат со нив у шопинг на мебел. Више ги викнале, зашо? Не дај Боже да не ги викнат. Ао! Ме разбирате? Ао! Не дај Боже да не ги викнат за шопинг. Нема шанси. Ама они чим више ги викнале нив на шопинг со нив мебел да им помогнат, што мислите, кој ќе одбере мебелот? Кој ќе одбере мебелот? Мајки ќе одбере. Или татко ќе одбере. Кој да е доминантниот ќе го одбере? Сте видели ли? Има еден доминантен и тој све прави. Зашто? Затоа што проблем е све. Разбирате, све е проблем. Основните работи се проблем. Некои најбанални работи се проблем. И се ги викаат со нив мебел да им одбират. Затоа што ако го утнат мебелот, ке е проблем. Зошто? Затоа што некој ќе биде победен од каков мебел они одбране. Затоа што некој не може да им дозволат они да грешат. Не може да им дозволат они да бидат. Ме разбирате? Затоа што ќе има проблем. Така станува колебливост. Ево таму доаѓа колебливост. Како примеров со Киде она ја викнала мајки. Или он го викнал татко, или он ја викнал мајки. Он ја викнал мајки. Она ја викнала мајки. Со неа у шопинг. Ама како да ви кажам, све у станот ќе го одбере она. Зошто? Затоа што пуста една девојка не може да се излакта или дечко не може да се излакта за неговиот простор. Па ќе се скараат они двајца. Абе зошто мајка ти ни бира? Зошто бе татко ти ни бира мебел? Они двајца, абе остае, па добро бе знаат. Дема па и ти. И што се случува? Кога имате некој што е премногу доминантен, кој што не го дава просторот на другите луѓе да грешат, тој човек кој што е до таквиот човек ќе стане колеблив, ќе стане несигурен. Затоа што све по домот мора некој до танчина да го уреди. До најситен детал. Абе до вилјушките какви ќе бидат, каква кујна, какво цвекенце ќе стаи, се она мора. Ама ова не ти оди со ова. И без пардоне, што е најинтересно. Ме разбирате? Без пардоне. Као да нема осет за другиот човек. Нема никаков осет. Тоа све они се знаат, другите не знаат. И затоа што, гледате, другите не знаат, тој нема осет. Зошто? Затоа што тој другиот иде со став дека тој не знае. Нема поголема инвалидизација од на некого да ти имаш за некој да бе тој не знае. Што приш го множиш со нула. И ги имат овие енергетски вампири, овие доминантни личности, предоминантни. Не секоја доминантна личност е енергетски вампир, да знаете. Пак да се корим. И сега,
Ке дојде енергетски одам, тој нема осет за тие околу него. Он све знае. Ама како да ви кажам? Значи мајкава до долен веш ке избере неа. До не знам, до постелнина каква, до пешкири какви, до не знам, све. До најситен детаљ. Зошто? Затоа што не знае бе она дете. И пак ќе кажам, не значи дека сите тоа што го прават се енергетски вампири, едноставно сакаат само сакаат да помогнат, и ја малку да бидам дипломат. Само сакаат малку да помогнат во изборот на нештата кои што нивните млади не треба да сгрешат. Но сакам да кажам, има стварно некои кои што се предоминантни, кои што цело време инвалидизираат, омаловажуваат, критикуваат, никош не може да бидат задоволни. И кога луѓето се наоѓаат околу такви луѓе, се повлекуваат од тоа да бидат и ќе се повлечат у зона на неодговорност. Ајде сега да ви објаснам како можеме тоа да го коригираме. Видите, како тоа да го коригираме, главната поента на овој лайф. Поентата тоа да го коригирате е да имате храброст да грешите и да имате храброст да трнете по вашиот пат. Затоа што, гледайте, овие работи кои што се останати во думот од таквите луѓе, леле сгрешив, леле не ме бива, леле за никаде сум, леле не знам, ваков сум, онаков сум или шо и да е. Знаете кога ќе ги снема? Кога ќе успееме да поминеме низ патот. Истото се случува и со луѓето во секојдневието. Што прават тие луѓе? Тие луѓе се загрижени за вас. Зошто се загрижени? Парадокс е. Они ве супресираат, ве толчат, ве спуштаат надоле и се загрижени. Зашто се загрижени? Загрижени се дали ќе успееш или не. Загрижени се дали ќе успееш или нема да успееш. И од тоа што се загрижени дека ти ќе успееш или нема да успееш, ти стануваш уствари колеблив, несигурен, без самодоверби, тогаш па те не можеш да успееш, тогаш ти требаат они за да успееш, и они ќе ти најдат работата, они ќе ти најдат, не знам, жена, они ќе ти најдат све ќе ти најдат они, затоа што тебе не те бидува, и сега они ќе ти го контролираат животот, и они се уплашени за тебе, зашто ти не биваш, а уствари ти не можеш да бидеш затоа што они те дозволуваат да бидеш. Парадоксен, не? Контрадикторност. Они не ти дозволуваат да бидеш, ама се исплашени за тебе зашто не биваш, а уствари они не сваќаат дека не ти дозволуваат ти да бидеш. Зошто? Затоа што не ти дозволуваат да грешиш. И кога човеков ќе трне да греши, он ќе почне да ги креира своите проблеми во неговиот живот. И кога ќе ги надмине своите проблеми што он ги искреирал во неговиот живот, тогаш знаете што ќе се случи? Ќе дојдат истите тие луѓе, ќе те потапшат по рамо и ќе ти речат знаев дека ќе успееш. А ја секогаш верував у тебе. Ти веруваш у мене. Ти беше тој кој што ме спречуваше да го одам овој пат. Сега ќе ви кажам една работа. Само кога ќе одите вашиот пат, ќе се трнат таквите ликови од вашиот живот. Сега ќе ви кажам една друга работа што ќе се случи. Ќе се трнат и тие гласови од вашиот ум. Како ќе се трнат? Кога ќе одите вашиот пат. Тоа се сенки од работи кои што се кажани. Тоа се сенки од доминантните луѓе во вашиот живот, се доминантни сенки во вашиот ум. И што се случува? Тие сакаат исто така да ве спречат. Начинот како да ги трнете тие работи од вашиот ум и од вашиот живот е да го живеете вашиот живот, наспроти се, да ги одлучите вашите проблеми, да ги одлучите вашите игри, да продолжите да креирате, да продолжите да ги креирате вашите проблеми, не они што ќе ти ги накалемат, затоа што гледај, ти зошто не се чувствуваш убаво, зошто не се чувствуваш среќен? Затоа што си у туѓа битка. Татко ти кажал што да бидеш, мајка ти кажала што да бидеш, и сега ти не си у својата битка. Затоа не си среќен, затоа не даваш све од себе. Гледаш, ти си у некоја битка, се бориш за некоја армија у која што не веруваш, ама у себе кој што веруваш у својата битка не се појавуваш таму на бојното поле. Кај си на твоето бојно поле? Зашто не си на твоето бојно поле? Што нека бараш да се бориш за некого или за нешто во кое што не веруваш? Зошто се бориш за кауза за која што не веруваш? Зошто не се бориш за својата кауза? Зошто не завземеш став за твојот живот? Луѓето се борат во туѓи битки. И знаете зошто не го даваат максимумот од себе? Зашто не е нивната битка. Знаат дека се борат за некој во кој што не веруваат. Знаат дека им е наметната битка. И знаат дека не се појавуваат на битката на нивното бојно поле.
Не се таму. Зошто не се таму? Затоа што некој ги однел на друго бојно поле. Зашто немале храброст да бидат на своето бојно поле, во својата игра. Вете, човекот најмногу ќе даде и ќе се бори за онаа цел и кауза во која што најмногу верува. Некогаш не се чувствуваат луѓето убаво затоа што се во туѓи битки. Туѓи битки бијат. Погрешни противници. Погрешни луѓе. Погрешни причини. Погрешни проблеми. Затоа што кога си со таков човек кој што цело време ќе ти накалеми проблеми пред тебе, ти се бориш за што? Преди се бориш за својот идентитет. Ако почнеш премногу да се бориш за својот идентитет, свати една работа. Смени го бојното поле, кај што нема да е поентата дал ти ке си у твојот идентитет, ти си у твојот идентитет, имаш твоја цел. Некој не те дозволува да бидеш тоа што си ти и сакаш да се бориш, да се докажеш, да се покажеш. Знаете како го градиме идентитетот? Не кога се бориме за идентитетот, него кога се бориме за целта. Која е нашата цел? Што е тоа што сакаме да го направиме? Што е тоа што Жарко сака да го направи? Што е тоа што секој од вас сака да го постигне тука како цел? Тогаш се гради идентитет. Тогаш се дефинираме кој сме. Ако имате некој супресор, некој енергетски вампир, ти само ќе се бориш за твојот идентитет, ама не за твојата цел. И никогаш нема да дојдеме до остварување на нашата цел. Секогаш ќе останеме во битка за дали сум ја и што јас можам да бидам. Дали јас можам да бидам мотивацијски тренер. Ако ја цело време се борам со татко ми дали ја можам да бидам мотивацијски тренер, ја не сум мотивацијски тренер. Но, кога јас ќе почнам да идам кон мојата цел и да речам, јас сум ова и идам да правам мотивацијски предавања, видите, ја веќе идам кон целта. Татко ми не беше енергетски вампир, да не помисли некој поразлично, ама татко ми на крај почнуваше да носи луѓе кај мене на предавање и ако протестираше тоа да бидам мотивацијски тренер. Како ја свртев целата работа во мојот живот, на тој начин што не се зборев за идентитетот, ја реков јас сум ја, тоа сум јас, идам да се борам за мојата цел. Не се борам за идентитетот. Тој ја го зимам. Аз се борам за целта. И знам кое е моето бојно поле. И знам каде и да прокрвариш, нема да ти е жал. Знаете, на луѓето им е жал затоа што ќе ги ранат во битка која што уопште не сака да играат. И ќе изгубат живот за нешто кое што уопште не им значи. Не, луѓето која се во нивното бојно поле, која се во нивната битка, раните не болат. Не болат раните. Се дел од играта на животот. Со дел од постигнувањето на целта. Тоа е дел од патот. И е дел од вашата битка. Дел од вашата игра. Дел од вашиот живот. Затоа што тоа е тоа што е важно за некој човек. Најдете вашата цел. Направете ги вашите грешки. Искрирајте ги и решете ги вашите проблеми. Бидете дел од вашето бојно поле. Бидете дел од вашата игра на животот. Играјте ја. Бидете вие тоа што сакате да бидете. Не се борите за идентитетот, земете го. Борите се за целта. И на тој начин идентитетот само ќе се зголеми уште повеќе. И уште повеќе. И уште повеќе. И никој нема да ви го оспори. Зошто? Затоа што ќе свати дека нема шанса со неговата контрамисла или контранамера да те спречи. Се додека се бориш со него, ти си спречен. Не гледате у контра идеите и намерите на луѓето. Гледате во целта која што вие имате. И кога ќе почнеш да гледаш во целта која што тие имаш, ќе почнеш да играш твојата игра. А вака, цело време си завлечен во битки кои што не си не одлучил да ги играш ти. Одлучете ги вашите битки, одлучете ги вашите игри. Одлучете во вашето поле на докажување и покажување пред се на самите себе си. И на тој начин едноставно ќе изградиме подобар и похрабар идентитет. Тогаш, верувајте ми, колебливоста ќе почнува да ја нема. Со секоја извојувана собствена битка, колебливоста се намалува.
Со секоја битка која што ја биеме, која што не е наша, колебливоста се зголемува. Ама нашите битки, кога ќе ги одлучиме, веќе 50% од колебливоста ќе ја снема. Кога ќе почнеме да победуваме во нашите битки и во нашите игри, уште поголем дел од колебливоста ќе ја снема. Ќе расте самодовербата, ќе расте сигурноста. На некој начин ќе го исчистиме умот од негативните мисли, може би инсталирани од некои луѓе, кои што може би па ни тие не знаеле подобро во животот како да направат. Океј, дечки, ви благодарам што сте со мене. Играјте ги вашите игри, бите ги вашите битки, бидете идентитетот кој што сте. Никој нема право да ви го земе, тоа сте вие. Поставете вашата цел и изграјте го вашиот идентитет. Ви благодарам што бевте со мене. Се гледаме повторно во среда. Имајте убава вечер. Ве сакам. Чао.